Православна ризница на Канал 8, добро вечер. И рече Бог, вели писмото, нека биде светлина и биде светлина. Рече и настана, заповеда и мракот исчезна, а светлоста се јави. Вака започнуваат првите неколку зборови од Светото писмо, Библијата. Во вечерашнава емисија Православна ризница, почитувани гледачи, ќе зборуваме и ќе објасниме одредени моменти кои се збунувачки за луѓето. Кога велам збунувачки, мислам на пример за работи кои се конфузни во врска со создавањето на светот, црквата наспроти науката и потеклото на злото. Разговараме со ѓакон Димитар Арсовски. Добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата Православна ризница. Добро вечер, да се заблагодарам за поканата и за изборот на темата која што представува еден вид на камен на сопнување, посебно за онаа категорија луѓе кои што нели се декларира како интелектуална или како научна и нели до оние слабоверните, па да не речеме атеистите кои што го негираат Божјото постоење и Божјото делување и создавањето на стварите. Така, ова пак ќе повторам дека е една интересна и една неисцрпна тема на која нели ќе се обидеме да дадеме одговори во нели рамките и можностите на нашите човечки моќи кои што нели се слаби, но сепак сето она што го сведочи Библијата и протолкувано од светите отци ни дава една јасна слика, една рамка нели како се случувало создавањето, нели од самиот почеток па до нели самиот финиш на истото. Ѓакон Арсовски, кога зборуваме за создавањето на светот, најпрво да објасниме зошто Бог го создал светот. Која е причината да се создаде светот? Можеме ли на ова прашање да одговориме? Значи, едно од најтешките прашања за одговор, освен нели од прашањето кој сме ние, зошто сме овде, која е нашата мисија, нели прашањето зошто Бог благословил светот да биде создаден, нели и која е потребата и причината за создавањето на истиот. Но ова пак ќе кажам во рамките на своите можности, светите отци кои што се воедно и боговици кои што нели нурнале длабоко во тајните на богомислието, даваат одговор дека причината на создавањето на светот е љубовта. Многу пати нели во Библијата, во Светото писмо и во светоотечките текстови се проткајува онаа позната библиска максима дека Бог е љубов, па така Бог од преголема љубов за не сам, туку да имал потреба нели да создаде и други битија кои што заедно ќе се радуваат нели на сета твар, на сето создание во една заедница која што е заедница на љубовта. Так. Значи светите отци едногласно зборуваат за тоа и повеќе не мудруваат и нели не даваат други одговори, бидејќи Бог е љубов. Така. Како не учи црквата за, односно Библијата за создавањето на светот? Тука ќе споменам дали библиските зборови треба да ги прифатиме така како што се напишани или треба да ги толкуваме или символично да ги прикажуваме? Значи, првите страници на Библијата се опишано токму создавањето на светот и на човекот. Да. Тема која што нели во научниот свет се нарекува космологија, значи доаѓа од зборовите космос, што значи уредување, логос, наука. Значи сето она што е пишано нели во Светото писмо, не треба да го земаме како нели здраво за готово дека токму на тој начин нели настанал светот. Треба овде да се има предвид дека оваа книга, односно првата книга Мојсеева, каде што е изложено нели космологијата, е пишувано многу време пред нели да дојде Христос на земјата. Значи треба да имаме во предвид дека луѓето кои што живееле во тоа време, а знаеме дека нели кога е пишувано некој краток период пред да биде напишана првата книга Мојсеева, а евреите нели како народ кон кој упатена првобитно оваа книга биле во робство. Значи нивното ниво на интелектуалност било на едно многу мало ниво, за разлика нели од денеско, од нас кои што ние се декларираме како нели интелектуални и прогресивни битија. Значи
почнувајќи од тој аспект морало на еден начин кој што би бил како да кажеме начин својствен за луѓето за да имаат некоја представа за тоа нели како Бог создадел, е избран токму овој начин. Друга причина за напишаното е тоа што нели лингвистите тврдат дека Светото писмо голем дел, вклучувајќи го нели делот за создавањето на светот, е пишан во една поетска форма и нели на еден поетски јазик како мит кој што нели не се разликува и од другите култури, од другите традиции, бидејќи за да погледнеме и во другите религии кои што во нивното учење за светот се напишано нели во некаков вид на мит, па за нели космологијата христијанската, односно во тогашно време на евреите, да не се разликува од нели другите религии, а со цел да го привлече вниманието на луѓето и да биде покажано како вистинска, нели напишано во токму таков стил. Она што пак ќе кажам дека Библијата може да замислиме како едно море, доколку нели површински ја студираме површински, исто како да пловиме на површината на морето, но доколку сакаме да нурнеме во длабините на морето, ќе видиме еден чуден се свет составен од голем број на креации, исто така и со Библијата, додека нурнеме во длабочините и внимателно пред се ги простудираме напишаните зборови, самите ние ќе се увериме дека нели сето она што е напишано во една поетска форма и е напишано нели да биде сватено за луѓето кои што не живееле во тоа време. Светите отци кога нели зборуваат за создавањето, и тие самите велат дека нели таквите денови не се денови како што ги имаме ние денес од 24 часа, бидејќи сонцето се појавува дури во четвртиот ден. Значи тоа ни кажува дека нели се работи за еден период кој што не е својствен, нели како што обично луѓето во денешното време го поимаат дека светот бил создаден во 6 денот по 24 часа, што нели апсолутно не е точно, а тоа никој не го нели и тврди, никој не го толкува така како што многумина мислат дека нели ние учиме и нели тоа им е пречка во нивното здраворазумно размислување и мислат дека нели сето тоа што е напишано во Библијата е некоја басна, приказна и нели водејќи со здравиот разум не можат да ја сватат. Така. Кога сме кај Библијата, морам да споменам дека факт е дека учењето на црквата се коси со науката. Тука ќе ја споменам Дарвиновата теорија која вели дека човекот настанал од мајмун. Многу често поставувано прашање, ако човекот настанал од мајмун, тогаш зошто денешните мајмуни не се луѓе? Видите, јас... Има тука збунувачки факти, нели, околу Дарвиновата теорија, или вие сте, како учи православната црква? Значи, црквата и науката во ниеден момент не се косат. Тоа е едно апсолутно погрешно мислење кое што ни е наметнато од, за жал, поранешниот едукативен систем кој што е нели владеел во просторот каде што нели земите биле декларирани како комунистички. Ако не се косат, зашто тогаш православната црква не ја прифаќа Дарвиновата теорија? Дарвиновата теорија не е теорија, тоа е хипотеза. А хипотеза е нешто што е претпоставка, а не е докажано. Значи самиот Дарвин претпоставува, но не докажува. Ме разбирате? Значи не можеме ние тоа да го прифатиме како теорија, бидејќи хипотеза, да. Не е научно докажана, но сепак нели тоа... Но така не го разбираат луѓето, нели? Затоа велат дека се коси со науката. Се коси, значи не е докажано тоа. Има многу теории за настанокот на луѓето, многу теории за настанокот на човекот кои што не се докажани. А јас ќе цитирам еден цитат од еден познат француски математичар кој што вели: научната новина денес е нешто ново, едно фасцинатно откритие. Утредната таа е застарена, а веќе наредниот ден ја чека истата судбина на претходната, односно ќе биде заменета со некоја нова. Така, науката само по себе се побива во некои прашања, тоа може да го нели погледнеме и веќе секојдневно се објавуваат некакви вести по нели интернет порталите, се докажуваат некои работи, тама недно ќе биде докажано, после некој време таа теорија ќе биде
побиена. Сакав да кажам дека да се навратам дека науката и Библијата во никој случај не се косат. Се косат во одредени етички теми, но конкретно да речеме за оваа тема не се косат, бидејќи она кон што се стреми Библијата е едно прашање, она кон што се стреми науката е друго прашање. Например, нас како теолози не интересира кој го создал светот и зошто го создал светот. Така. Додека научниците се интересираат како настанал светот. Буквално многу научници, а и многу теолози велат дека науката е сестра на религијата, бидејќи она што теологијата го тврди, нели, дека настанало, дека Бог е создател, нели, на каков начин, тоа науката на еден логичен, на еден начин со попат на докази ни го објаснува нам. Значи тие одат заедно, но во никој случај не одат спротивставено или се косат. Значи кажав, се косат по прашање на одредени етички теми, еве како што абортусот, како ефтаназијата, но во никој случај со, нели, темите околу, да речеме, создавањето на светот. Напротив, науката оди до некоја мера, не можеме ние да, нели, да побиеме веродостојноста на науката, која што, нели, низиниот опит е по пат на експерименти. Треба да бидеме најасно дека Библијата не е научна книга. То, нели, науката си има своји методи, своји граници, свој начин на делување. Библијата е една книга која што е Слово Божје, откровение Божје. Значи, вистина која што Бог преку избраните луѓе ни ја открил нам. Значи, ние немаме ниту методи, ниту, нели, начини за да навлегуваме во тајните на науката, нели, тоа не е наша работа. Црквата, нели, теологијата се бави со, се занимава со оно што е духовно, а не, нели, со оно што е материјално. Додека, нели, како што кажав, науката си има своји методи и си делува на свој начин. Ѓакон Арсовски, вие на почетокот ги споменавте 6 дена во кои Бог создава се што го има сега во светот. Може ли да ги објасниме тие 6 дена во продолжение од емисијата? Што се подразбира по тие 6 дена во Библијата што ги пишува? Видите, значи, како што мислам дека кажав дека 6 дена, нели, колку што трае тој период на создавање на светот и на човекот, не треба да се сватат во буквална смисла на зборот дека тоа биле, нели, 6 дена во... Но така пишува во Библијата. Да, значи, треба да се... Лингвистиката го дава одговорот на ова прашање, бидејќи во оригиналниот еврејски текст, каде што, нели, има термин јом, термин кој што е својствен само за еврејскиот јазик и термин кој што го нема во другите јазици. А тој термин може да се преведе и како ден, но и како временски период со, нели, неодреден временски интервал. Значи може да биде 1 секунда, може да биде 1000 години, 2000 години, милион години. И токму, немајки како да биде преведен тој термин, во Библијата се користи терминот, нели, ден, кој што треба да се свати во период кој што, нели, не можеме ние да кажеме колку траел. Нели, науката има своји мислења, своји хипотези дека тоа биле, не знам, многу милиони години, што, нели, ние не можеме тоа да го негираме, но ниту пак можеме да го прифатиме, бидејќи човечкиот разум има една граница која што, нели, не може да помени. Ние луѓето треба малку да бидеме посмирени во однос на, нели, нашето знаење, бидејќи ние сме создадени несовршени, а сезнањето е својство само на Бога кој е совршен и кој е вечен. Значи, таквите 6 дена буквално значат 6 различни периоди, нели, во кои што, нели, секој ден си значи одреден период и, нели, во одреден период било создавано одредено нешто. Како, нели, подкрепа на тоа имаме во 4-тиот ден од создавањето, нели, се вели дека е создадено сонцето, што е, нели, доволен доказ дека не се работи за ден кој што трае, нели, 24 часа. Значи, исто така како подкрепа на ваквото светоотечко толкување
нели на деновите, има еден стих во Библијата каде што се вели дека еден ден пред Господ е како 1000 години, 1000 години се како еден ден. Добро, јас во продолжение од емисијата сакам да прочитам дел од ваша статија напишана. Слободата Бог ја дал за доброто да не биде нешто дадено од надвор, туку да биде собственост на личноста. Ако доброто било наметнато од Бога како неопходност, живите разумни суштества не би можеле да станат полноценни, слободни личности. Тука ќе го објасниме потеклото на злото. Бог дали создал лошо нешто, односно дали го создал злото? Само да ве коригирам, напишаното е од Светиот Јован Златус. Јас би имам работено преводот, да. Значи, имаше во ваша статија, мислам, но како и да е. Бог е апсолутно добро. Бог е љубов и нели не е природно Бог да го создаде злото. Светоотечкото толкување по прашање е следното. Значи, нели во самата Библија видуваме дека нели после секој ден, односно како што објасниме секој период на создавање, Бог вели и виде Бог дека е нели добро. Значи сето она што е создадено добро, бидејќи нели создадено од добар творец. И сега кога нели ова е интересно прашање за потеклото на злото. Да. Значи исто како што и философијата, исто така и светите отци учат дека во суштина, дека злото нема суштина, не од Бога создадено, туку злото е представува само отсуство на добро. Значи исто како што гледано нели философски и светоотечки не постои добро, бидејќи не постои зло, бидејќи злото е отсуство на добро, не постои темнина, бидејќи темнината е отсуство на светлина, нели и не постои ладно, бидејќи тоа е отсуство на топлина. Философијата оди понатаму и вели дека не постои ништо и нешто, бидејќи нели апсолутно ништо не постои, а секој нешто си има име, но тоа нели цел на философијата не е на теологијата. Во секој случај сето она што е создадено добро, а злото само по себе нели не е создадено. Тогаш како настанало злото? Може ли да објасни? Отсутство од добро. Значи пред да биде создаден нели материјалниот свет, во Библијата односно во светоотечкото предание и толкување на првиот стих дека Бог ги создал небото и земјата, во значи пред почетокот нели на времето Бог го создал небесниот свет, значи ангелите, кои што исто така биле создадени добри, но нели знаеме за Луцифер како што бил ангел и Божи и отпаднал по негова нели слободна волја, се погорил, сакал да биде како Бог и бидејќи тој овде по дефолт ја губи добрината. Ме разбирате? Значи отсуството на доброто е само по себе зло. Да објасниме во продолжение од емисијата од што всушност Бог го создал светот. Можеме ли да објасниме? За да го објаснат нели прашањето од што е создаден светот, светите отци го користат терминот екс нихило, што значи ни од што. Не од ништо, туку ни од што, бидејќи ова е една филозофска игра на зборови, бидејќи ако речеме дека од ништо е создаден светот, во нели под овој термин во елинската философија, во елинското толкување на зборовите се подразбира дека Бог го создал светот нели од хаос. Само тој хаос го довел во ред. Додека православното учење јасно учи дека Бог го создал светот буквално од ништо, значи со својот збор, по своја промисла, светот е создаден и постои веќе сам по себе со Божи благослов. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме православна ризница на канал 8. Зборувавме за создавањето на светот, го објаснивме заеднички со ѓакон Димитар Арсовски од православниот храм Свети великомаченик Ѓорги во Кучани. Ви благодариме за вниманието, се гледаме следниот понеделник во истиот термин. Довидување.